Сите дојави за бомби во училиштата се лажни. Безбедносната состојба во училиштата е стабилна и нема потреба од паника, порача директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев. Откако утринава пристигнале над 240 дојави за поставени бомби во училиштата ширум државата. Јанев посочи дека имат одредени траги и веќе се во контакт со колегите од Интерпол и Европол. Училиштата од денеска понатамо полицијата дополнително со сите директори на училиштата разговараат и точно ќе добијат во текот на денот јасни инструкции како и што понатамо треба да се прави во иднина доколку се појави сето тоа. Ние како Министерство за внатрешни работи ги преземаме и ќе ги преземаме сите превентивни и репресивни мерки доколку треба за безбедноста на нашите најмили, на нашите деца, да бидат на максимално високо ниво. А со тоа и ние родителите да бидеме спокојни и да знаеме дека децава на вистина има служба, има сервиси кои се грижат за сето тоа. Доколку училиштата повторно добијат дојава за бомба, треба веднаш да пријават во МВР и да ги следат упатствата и протоколите кои ќе ги добијат од стручните лица, порача министерката за образование. Таа апелира за комуникација единствено да се користат службените мејлови, бидејќи безбедноста е подигната со двојна автентикација. Општините под чија надлежност се училиштата имаат исто така своји обврски, иако во најголем дел од училиштата има, препорачуваме секаде согласно можностите да биде ангажирано физичко обезбедување и да се постави видеонадзор. И самите училишта треба да се погрижат во овој сензитивен период да бидат предпазливи околу тоа кој и како влегува во објектите. Ваквите хибридни напади не се неочекувани и за нив ќе треба да се подготвиме, порача и премиерот Христијан Мицковски. Премиерот рече дека работна група веќе работи на изготвување на протокол кој во најбрзо време ќе биде доставен до училиштата, директорите и Министерството за внатрешни работи. Сите без исклучок се лажни дојави. Тие напади хибридни кои што ќе се случуваат, не е нешто неочекувано. Ќе треба да се подготвиме постапено според протоколот. Ваков тип на напади имаше пред некој ден и во Хрватска, претходно во институциите во Унгарија и претпоставувам дека ова ќе биде континуитет кај нас, но мислам дека се креира еден протокол. Утринава на електронските адреси на училиштата ширум државата стигнаа дојави за поставени експлозивни направи. Учениците и вработените беа евакуирани, а откако полицијата потврди дека станува збор за лажни дојави, учениците се вратија во училишните клупи.